Министерството за транспорт и врски денеска започна со изградба на нова социјална зграда во Неготино и вели дека за 18 месеци ќе биде готова. Социјална зграда изгради во Струмица, ама становите се уште се празни. Откако беше готова, од Министерството се пофалија дека е распишан и огласот за 37 стана, но за неколку месеци се премисли и го поништи. Образложението на Министерството за поништениот оглас беше дека била некомплетна документацијата на апликантите. Од 80 апликации пристигнати до нив, 20 од нив само имале комплетна документација. Поради фактот што регуларни биле само неколку апликации, немале начин да ја извршат распределбата. Покрај овој факт, од ресорното министерство велеа дека сега пред да се распише новиот оглас за распределба на новите станови, ќе мора истиот да го усогласат со новиот закон за социјална заштита, кој беше донесен пред 2 месеци. Именно со новите законски реформи се налага дополнително да се внесат 1 до 2 нови категории на граѓани кои ќе имаат право да аплицираат и рамноправно да учествуваат во аплицирање за нов социјален стан. Досегашниот оглас опфаќаше само 7 категории на граѓани, а сега бројот ќе се зголеми. Од Министерството се уште немаат распишано нов оглас и не се знае кога истиот ќе биде отворен. Онако е сигурно е дека документацијата и овој пат ќе се поднесува меѓу Општинскиот центар за социјални работи во Струмица, каде ќе се обезбеди помош за лицата кои не се во можност сами да ги комплетираат документите. Подносителот на барањето за добивање на социјален стан може да поднесе документација и да аплицира само за една од неколкуте категории кои ќе имаат можноста за социјален стан. Зградата е лоцирана на улицата Ѓорѓе Василев во Струмица. Во неја има 41 стан, од нив 4 веќе се доделени на Министерството за труд и социјална политика, кое пак ги додели на граѓани од најранливите категории. Истата е изградена преку програмата на АД за изградба и стопанисување со јавен и државен простор.